Во петокот по трет пат во Белград се одржа досега најмасовниот протест насловен како Србија против насилство. Првиот беше одржан само неколку дена после масовните убиства на 3 и 4 мај во основното училиште Владислав Рибникар во Белград и во селата околу Младеновац. Во врска со последниот протест одржан во петокот, проопозиционите медиуми истакнуваат дека ова било најмасовен протест во последните 20 години во Србија, додека провладините медиуми ја игнорираат масовноста на протестите и притоа известуваат исклучиво за инциденти меѓу самите демонстранти со различни политички идеологии. На досега одржаните 3 протести немало говори на представници на опозицијата. На петочниот протест пред собраниската зграда на демонстрантите им се обратиле родители загрижени за безбедноста на своите деца. Минатата недела во Албанија се одржаа локални избори, додека денес во Грција се одржуваат парламентарни избори. Во врска со парламентарните избори во Грција им посакуваме успех на другарите од НАР, Новата лева струја, кои се дел од антикапиталистичката коалиција Антарсија. Се работи за коалиција која со успех учествува на локалните избори, имајќи ги во предвид десеттиците советници во општинските управи, но овој пат влогот е поголем. Тоа е Грчкото собрание, каде во последните десеттина години се донесени низа антиработнички закони. Во врска со локалните избори во Албанија, известуваме за трето место во трката за градоначалник на Тирана и влезот на представникот на Движењето заедно во Советот на градот. Резултат за поздрав на партијата која се основа пред само 5 месеци, а произлезе од 12 годишното обстојување и активности на организата политике. Редакцијата на Гласни идеи со внимание го следи изборното учество на партиите на револуционерната левица. Но нивните активности ги следиме подолг период, свесни дека се работи за политички организации и партии чија активност ги надминува електоралните граници. Предходно во Тирана и во студиото во Скопје разговаравме со другарите од Албанија и Грција. Si populi pranon nis kanë mendim pozitiv se diçka do ndryshojë në Shqipëri? Në fakt, nisur dhe nga takimet që ne kemi bërë me qytetarët dhe nga karta sociale në qytete, e prisim që do pritej shumë mirë, sepse është domosdoshmëri, është nevojë. Kjo nisëm qytetare. Mirë, por nuk e prisim që do kishte kaq shumë interes, kaq shumë intensitet në mbledhjen e nënshkrimeve. Momentalisht ne jemi në disa pika të qytetit, gjatë javës, edhe të shtunë, edhe të diel gjithashtu. Ama gjithsesi, gjatë kohës që ne jemi në teren, e flasim me qytetarët që thelbi kryesor nuk është vetëm kjo nisma qytetare ligjvënëse, është shumë e rëndësishme organizimi i studentëve në universitet. U bëjmë thirrje qytetarëve për të organizuar në vendin e punës, kryesisht me sindikate të pavarura, por edhe në vendbani me problematika lokale të caktuara. Sigurisht që pavarësisht se si shkon nisma ligjvënëse, duhet të organizohemi dhe në mënyrë masive si qytetar për të kërkuar pikërisht këto të drejta të cilat neve kemi të mohuara. And without a doubt, the workers in every country in the world are the ones who feel the consequences of it the most, who feel the weight of the inflation on their shoulders. So I want to ask you, what is the situation like in Greece, and is there an organized form of labor movement that arose as a result of the current crisis? The people of Greece have also a very a tradition of workers' labor movements. In 2010 to 2015, there was also a continuous struggle, almost an uprising, with hundreds of thousands of people participating in protest strikes against the Greek parliament, against the memoranda. Unfortunately, in the last 5 years, and after the government of Syriza, which was a government in the name of the left, unfortunately, that continued the same neoliberal policies. So many people in Greece were disappointed, and they were pacified as an activist or a leftist. But nowadays, in the last 1-2 years after the pandemic,
we see a new current of strikes and the labor movement. We had some very big strikes in the recent months in Greece. For example, and the most important is that it is a new sector, some new sectors of the economy.